Претседателката на местната заедница Тркање Латинка Постолова денеска организираше мала пресконференција на која искажа јавна благодарност за донираната настрешница и јавна чешма лоцирани во центарот на селото. Во својата изјава таа меѓу другото рече: Ова настрешница овде што ја направивме за дечињата кога се играт овде во школскиот двор, да можат каде да седнат, да се напијат водичка, а исто така и повозрастните нормално, каде што можат да се одморат. И сакав јавно да му се заблагодариме за неговата донација, исто така и за изведувањето на ова настрешница, да се заблагодариме на Ивица Јанев, кој тоа го направи брзо, експресно. Доста досега допринесол Александар Рандов и за училиштето наше, се ангажира максимално колку што е во негови граници и можности. Се надеваме така ќе продолжи и понатака. И се надеваме на се поубаво и повесело тркање за нашите мали дечиња. Материјалот за настрешницата и чешмата од сопствени средства го обезбеди Александар Рандов, а поставувањето на истите без надомест е дело на Ивица Јанев, кој живее и работи во село Тркање. Ние како раководители на институции, или поготово јас како раководител на Никола Карев Кочани, сум должен да се грижиме за подрачните училишта. Тоа е подрачното училиште во село Тркање и во село Градовци. Но исто така ние како јавни вршители на функции имаме и општествена одговорност. И ако сакаме нешто да се менуваат, мора да тргнеме од самите себе, така да како раководител на училиште кој се наоѓа позади нас, во разговор со претседателката на местната заедница, се договоривме дека овдека подлого време се собираат и дечиња и постари луѓе кои што седат на овие клупи, но дека нема настрешница и дека тоа е причината да не доаѓаат почесто. Исто така и оваа чешма која што таму ја дониравме и ја купивме беше скршена, нефункционална и дечињата кои што играат во училиштниот двор немаат каде да се напијат вода и да се измијат додека се активни. Во граници на моите можности, колку што можам приватно, донирав материјали заедно со Ивица кој што ги изработи оваа настрешница и ја намести чешмата бесплатно. Исто така благодарности до него успеавме да дојдеме до една мала инвестиција, но значајна за луѓето кои што живеат овдека. И мислам дека треба да продолжиме и понатаму сите заедно и ова дека биде поттик за сите оние кои што можат да донираат и доделат дел од своите буџети, домашни буџети, да донираат за да ги направиме граѓаните посредни, а со тоа и ние самите ќе бидеме посредни. Инаку настрешницата и чешмата се во непосредна близина на подрачното училиште, кое е дел од основното училиште Никола Карев и едно од најомилените места на децата и повозрастните жители.